На залезот на 19. век, Турската империја е веќе 500 години тиранин и собственик на Македонија. Соседните земји се ослободуваат од робството, но Македонија е се уште под неговиот удар. А турскиот аскер, уплашен за својата власт, е побезмилосен од било кога. Странските пропаганди агресивно влијаат врз националната свест на македонскиот народ. Во Солун, група македонски интелектуалци подготвуваат револуција. На 23.10.1893 тие ја формираат Македонската револуционерна организација. Нивното мото е слобода или смрт. Целта на Македонската револуционерна организација била Македонија да добие политичка автономија, а како средство за исполнување на таа цел било предвидено општо востание. Но имајќи ја предвид бројноста на османлиската армија и бројноста на македонскиот народ, шансите за извојување победа биле мали. Револуционерите, свесни за тоа, својата цел ја насочиле кон европската дипломатија. Од неа ќе бараат таа да изврши притисок врз османлиите за прифаќање на бараните реформи. Целта и средствата дефинирани. Како течеле подготовките? Со оглед на фактот дека востанието е предвидено како средство за постигање на целта, неспорно е дека да се дојде до организирање и изведување на едно општо востание е потребно многу работа, многу труд, а тоа значи дека во почеток првен треба да се создаде мрежа од комитети кои што треба да ја распространат ослободителната идеја помеѓу населението, па дари потоа да се пристапи кон создавање на вооружени сили. Меѓутоа, тоа нималку не е ниту лесна, ниту едноставна работа, таа бара многу морални и многу материјални жртви и пред се треба да се создаде кај луѓето менталитет кој што всушност треба да представува негација на дотогашниот поданички менталитет, да им се влее вера на луѓето во себе, во нивните сили. Втората етапа за подготовка на востанието е обезбедување на оружје и обучување на народот за вооружена борба. Главниот проблем било да се најде способен кадар кој ќе ги представува вооружените сили на МРО. Првите вооружени луѓе на Македонската револуционерна организација, според нејзините први правни акти, а тоа е првиот правилник, всушност се луѓето кои што биле предназначени да служат како курири и луѓето кои што се презначени да служат како терористи во организацијата. Или поинаку, последните уште ја представуваат тајната полиција на Македонската револуционерна организација. Тоа се луѓе кои што требале да бидат вооружени со кама и револвер, но честопати со себе требало да носат и отров во евентуално непогодни услови, доколку бидат пресретнати, да може да си го одземат животот, за да не ги издадат тајните на организацијата. Доколку куририте служија повеќе за пренесување на пратки, пред се на она писмена кореспонденција помеѓу одделните комитети, дотогаш терористите на организацијата, или поинаку кажано тајната полиција, имаше поинакви задачи. Всушност, тоа беа луѓе кои што секојдневно го тераа својот легален живот, но во суштина и во пракса требаше да извршуваат нелегални задачи. Таквите луѓе всушност имале обврски од време на време да пренесат некоја пратка со оружје, а во одредени моменти да извршат ликвидација на одредени личности или пак да извршат некој вооружен обир или било каков друг противник на ослободителната идеја. Токму од тие причини, тоа се луѓето кои што всушност треба да се третираат и да се сметат за први вооружени лица на Македонската револуционерна организација, и тие пред се функционираат поединечно, понекогаш во тројки, но, независно од тоа, тие не се способни да извршат
акции од поголем обем, од едноставна причина што тоа се уште не представува организирана сила врз строго поставени правила. Недостатокот на подготвени правила за редовите на организацијата ја поттикнува втората фаза во незиниот напредок. Со цел да ги возобноват правилата, членовите на МРО се состануваат во 1896 во Солун. По Солунскиот конгрес во 1896 година, македонското револуционерно движење влегува во една нова квалитативно повисока фаза од својот развој. Освен тоа што организацијата излезе од конгресот со ново име, Тајна Македоно-Одринска револуционерна организација, исто така територијата на Македонија по Солунскиот конгрес беше поделена на 5 револуционерни реони: Скопски, Солунски, Битолски, Струмички и Серски, додека пак шестиот реон, односно Одринскиот, беше надвор од македонската територија. Меѓу другото, со Солунскиот конгрес беше предвидено формирање на задгранично представништво во Софија, кое што ќе го представува македонското ослободително дело во Бугарија и ќе се грижи за материјална, односно ќе обезбедува материјална помош во оружје и пари за револуционерното движење. Исто така беше предвидено да се изработи нов устав и правилник на Тајната Македоно-Одринска револуционерна организација. Конкретно 1896 година Гоце Делчев се упатил кон Софија како прв задграничен представник на револуционерната организација. Во март 1897 година како втор задграничен представник му се приклучил и Ѓорче Петров и двајцата заедно го изработиле уставот на револуционерната организација. Една од најзначајните нови промени е членот 11. Со него се поставени основите на првите чети на ТМРО, кои се предходница на Четничкиот институт. Со оглед на фактот дека не постојат други правила на кој начин треба да се изградува оваа институција, сета одговорност врз себе ја презел лично Гоце Делчев, човек со воено образование и кој што во тој момент е задграничен представник на организацијата и затоа тој ја превзема врз себе сета одговорност да ангажира поединци за извршување на одредени вооружени акции. Во таа смисла, во тоа време Делчев дури организира и една илегална работилница за изработка на оружје пред се на бомби, тоа е во селото Саблер, Кюстендилско. Меѓутоа, за работата на ова работилница повторно се потребни финансиски средства, а со оглед на фактот дека станува збор за илегална организација, која што нема други извори на приход, а до тогашниот начин на финансирање со редовни членски вносови не ги задоволува финансиските потреби на организацијата, тој е принуден честопати средства да бара и на друг начин со изнуда, со присила, со киднапирање. Ете, во тој контекст, практично Делчев ја создава, односно ја организира првата чета во Македонската револуционерна организација. Првата личност кој што застанал на чело на оваа чета е Васил Чочков. Во историографијата уште можеме да ја сретнеме и како Малешевска чета. И она што е интересно е фактот што Чочков, откако навлегол во регионот на Малешевијата, обиколил голем број на села, при што, освен тоа што се обидувал да дојде до финансиски средства, патем почнал и да агитира меѓу населението во смисла на пропагирање на ослободителната идеја помеѓу населението. Веднаш по создавањето на оваа чета, летото 1897 година, на територијата на Македонија се создале уште неколку чети со иста цел – да агитираат низ народот за слобода и да соберат што е можно повеќе финансии за снабдување на оружје за организацијата преку грабежи или киднапирања. Во Битолскиот револуционерен округ се создава чета под водство на Дуко Тасев Јудовчанецот, а во нејзините редови се Никола Геројски, Јанаки Јанев и Јордан Пиперката. Во Солунскиот округ војводи стануваат старите ајдути Атанас Петков и Иван Карусалијата. Таа подоцна се поделила на два дела, со што Атанас Петков дејствувал во Енидже Вардарско, а Иван Карусалијата во Гевгелиско.
Во Серско и Демирхисарско биле организирани четите на Дедо Илјо Крчовалијата и на Атанас Тешовалијата. На територијата на Македонија со своја мала чета влегува лично и Гоце Делчев. Покрај него во четата се наоѓаат Михаил Апостолов Попето, Никола Петров Русински, Андон Ќоцето, кој што всушност бил поранешен терорист на располагање на Централниот комитет на организацијата, и откако влегол на територијата на Македонија, тој се поврзува веќе со претходницата, односно со Васил Ќочев. Намерата на четата повторно е да се задигне некој бек и да се добие до финансиски средства. Во тој контекст, оваа чета веќе во септември 897 година во близина на Струмица го извршила киднапирањето на Назлан Бек, и кога веќе парите биле на пат, она што е побарано како откуп, како резултат на добродушноста на Делчев, бегот побегнал. На тој начин откупот пропаднал парите. Меѓутоа, она што е специфично од тука е фактот дека тоа е чета која што функционира на теренот, а директно во случајот со неа раководи Гоце Делчев. Набрзо после истрагата која што се развила во овој дел од Македонија поради киднапирањето на Назлан Бек, дел од четата се повлекува назад во Бугарија. Меѓутоа, еден дел, начело со Никола Петров Русински, останови понатаму до крајот на годината да функционира и да се движи низ Малечевијата, повторно во смисла на организацијско-агитаторска чета. Додека четите над Моро се зголемуваат, во 1897 година во Виница, еден од четниците е фатен од турскиот аскер. Со ова тајната македонска револуционерна организација повеќе не е тајна, ни за светот, ни за Османлиската империја. Кои се последиците? Како последица на Виничката провола од 1897 година, голем дел од легалните дејци на македонското револуционерно движење биле принудени да ги напуштат своите дотогашни постови во улога на легални раководители, и истите морале известно време пред прогонот на власта да се засолнат, да ја побегнат надвор од Македонија или пак да поминат во илегален живот. Ете, еден дел од овие луѓе, поранешни раководители на организацијата, во почетокот на 1898 година се мобилизирани лично од Гоце Делчев и се испратени во внатрешноста на Македонија како војводи на чети, и разликата на овие чети во споредба со другите ајдутски чети кои што обстојувале дотогаш е тоа што овие луѓе всушност произлегувале од дотогашните раководни структури на македонската револуционерна организација. Првите четници и водачи на чети се барале помеѓу оние кои што веќе имале одредено искуство на овој план, односно тоа биле старите арамиски водачи. Проблемот со овие луѓе бил тој што тие се уште функционирале врз нивните полуарамиски начела и многу потешко се подредувале на редот и дисциплината. Бидејќи немало други, Делчев бил принуден честопати да прави компромиси со нив, да ги прифаќа како такви и да ги упатува во внатрешноста на Македонија. Дел од овие луѓе потоа на вистина ја прифатиле оваа идеја и станале изворедни војводи и од себе создале вистински легенди на територијата на Македонија. Доволно е само ако го спомнеме името на Атанас Тешовалијата, на Дедо Илјо Крчовалијата, тоа се луѓе од оној профил стар арамиски, а кои што потоа се подредили на правилата на македонската револуционерна организација. Меѓутоа напротив, наспроти нив, го имаме Дончо Златков, кој што неколку пати се обидувал Делчев да го превоспита, но тој никогаш не излегол надвор од своето ајдутско руво. За влез во редовите на организацијата, од четниците се барала голема жртва. Тие се заколнувале во верата, совеста и честа, дека ќе работат за ослободување на Македонија со сите своји сили. За предавство на организацијата, тие биле казнувани со живот. За да на некој начин се убедиме да ја сватиме потребата некој да го напушти своето огниште и да замине буквално со пушка в рака и да се движи низ планински предели на несигурен живот,
не е тоа едноставен живот. Добар дел од војводите, како ги читаме нивните спомени, имаат многу болести, ревматизам, пореметено варење, проблеми со желудникот. Добар дел од нив и веќе со осакатени делови од телото. Не е така едноставно да се живее и да се напушти градскиот живот или па сигурниот селски живот за да се да се спротистави определена индивидуа кон постоечкиот османлиски поредок. За разлика од старите арамиски војводи, во овој период многу попогодни се покажале подофицерите од бугарската армија, од кои што голем дел имаат македонско потекло. Гоце Делчев, како задграничен представник во Софија, со многу одстип од нив стапил во личен контакт и успеал да ги придобие и да ги ангажира за потребите на македонското револуционерно движење. Тие се луѓе кои што се многу пообразовани од првата категорија на старите ајдутски водачи, меѓутоа луѓе кои што почитуваат ред и дисциплина и токму оттука Делчев се обидел да го искористи нивното искуство и да ги прати во внатрешноста на Македонија. Меѓу првите такви е веќе споменатиот Михаил Апостолов Попето, кој што уште во 97 година, како и Никола Петров Русински, се најдоа во придружба на Делчев при акцијата за киднапирање на Назланбек. Следната, 1898 година, Делчев се обидел да ги ангажира повторно двајцата Никола Петров Русински и Михаил Апостолов Попето со намера да ги испрати во Серско и да почнат да функционираат како организацијска чета. Меѓутоа Русински, гледајќи го составот на четниците кои што не му се допаднале, под изговор дека е болен, ја одбил таквата понуда, но ова акција, ова чета подоцна ја прифатил Михаил Апостолов Попето. Регионот кај што Попето действува се протега во централна Јужна Македонија. Тој таму се задржува цела година и неговото действување наговестува голем напредок во развојот на четите на организацијата. Она што импонира кај Михаил Апостолов Попето е фактот што тој, движејќи се низ селата во овој регион, насекаде ја проповедал ослободителната идеја, помеѓу четниците воспоставил авторитет и дисциплина, а од друга страна пак успел да се наметне пред населението како вистински организатор и раководител. Околиските раководители испраќале извештаи до Централниот комитет за работата на четите и на нивните војводи. Есента 1898 година во Централниот комитет пристигнале 12 извештаи, од кои 11 биле негативни. Единствениот позитивен се однесувал на оној на четата од Јужна Македонија, токму оној на четата на Михаил Апостолов Попето. Централниот комитет тогаш го издава специјалното окружно, кое што содржи 14 точки и кое денес за жал го немаме во оригинална форма. Сепак познато е дека во него се обележени основните принципи по кои што треба да функционираат четите и тоа по примерот на Попето. Што точно содржало ова окружно? По издавањето на окружното за формирање на чети за секоја околија на територијата на Македонија најбрзо ќе се појават две главни четнички школи, кои што всушност ќе бидат места каде што ќе се продуцираат војводи, но и четници. Сето тоа повторно е творба на Гоце Делчев. Тој ги мобилизирал луѓето, ги препраќал, а за тоа добивал и известна веќе во меѓувреме материјална поддршка од Враковниот комитет во Софија. На почетокот, обучувачите биле барани во старите ајдутски редови. Меѓутоа, младите интелектуални кадри, обучени во Софиската школа, за брзо време излегле на површина. Веќе во 99-та година, со таква мисија на територијата на Солунскиот револуционерен округ и воопшто во Солунскиот вилајет беше задолжен Михаил Апостолов Попето. Неговата чета станала вистински расадник, каде што поминале обука многу
личности од македонското револуционерно минато, голем дел од војводите кои што ни се познати потоа, всушност својата прва обука ја поминале токму таму. Покрај тоа што се обучувале војводи во неговата школа, тука се обучувале и извесен број на четници кои што по поминувањето на одредена практика во оваа школа, потоа се враќаат во своите региони и почнуваат да функционираат како самостојни војводи. Веднаш потоа се создава Четнички институт и во Битолскиот регион. Главна фигура е Марко Лерински. Школата на Лерински, кон крајот на 1901 и почетокот на 1902 била посетена од четничкиот ревизор Гоце Делчев, кој известно време се задржал во овој регион да го пренесе своето искуство. Во овој округ, како водач на четничката школа, действува и Никола Петров Русински. Иако во неа се обучени бројни четници, Русински бил маргинализиран и неговата улога занемарена од страна на Христо Силјанов заради неговите социјалистички определби. Создавањето на четите, всушност, придонесува од друга страна и за масовизирање воопшто на ослободителното движење во Македонија, бидејќи четата е онаа форма која што пред обичниот човек ја представува револуционерната организација. За обичниот селанец, необразован во тој период, абстрактните идеи од типот на автономија за Македонија, дипломатски представници, реформи и така натаму, се абстрактна категорија кои што немаат некакво практично значење. Меѓутоа, кога секој селанец во своето село ќе види дека влегуваат вооружени луѓе, па згоре на тоа ако некој му се и познати, тој добива друго впечаток за ослободителната идеја. Значи, генерално ослободителната идеја овој пат добива конкретен материјален израз. Четите стануваат вистински заштитници на македонското население, а нивната улога уште повеќе и престиж се разбира пред населението се зголемува, откако тие прежеле врз себе повеќе ингеренции, во случајот и она што го спомнувавме како практикување на судска власт, а многу повеќе пак со ликвидирањето на одредени насилници од разни разбойнички банди, независно од нивната верска и етничка припадност, кои што го тероризирале населението, бидејќи ликвидациите од тој тип, всушност на некој начин представувале и своевидно полуослободување на цели села или региони од таквите насилници. Во овој период, четништвото веќе станува престиж. Голем број интелектуалци сакаат да влезат во организацијата и во почетокот на 1900 година, како што забележал Татарчев, секој регион број по најмалку една чета. Кон што довел овој раст на бројот на четници? Поради зголемувањето на бројот на четите кон крајот на 19-тиот и на самиот почеток на 20-тиот век, било потребно да се изработи правилник со кој што ќе се регулираат целите и задачите на четите на македонското револуционерно движење. Истиот бил изработен во 1900 година од Ѓорче Петров и од Гоце Делчев. Правилникот содржи 47 члена кои што биле поделени во 5 поглавја. Во правилникот биле регулирани целите и задачите на четите. Четата, освен тоа што требала да се подчинува на местниот комитет, таа треба да го поттикнува населението на самовооружување, да го обучува во ракување со оружјето и во одредени случаи да го снабдува населението со оружје. Со правилникот всушност се регулирани сите права и обврски на сите учесници во вооружените чети, почнувајќи од најниско ниво, од секој обичен четник, па до војводата, кој што е началник на четата. Со правилникот се утврдени начинот на вооружување, начинот на финансирање и престојување на четата на теренот, односот на четите кон околиските окружните комитети, односите внатре во самите чети, што значи целата ова материја е
уредена токму со овој правилник. Во третото поглавие се регулирани општите правила за четата, а со четвртото регулирани се односите меѓу четата и комитетот. Во петото поглавие од правилникот биле регулирани натрешните односи во четите. Четата најчесто била составена од 7 или повеќе луѓе, зависно од големината на реонот што го покривала. Начело на четата стоел началник или како што нам ни е популарно познато под името војвода. Меѓутоа треба да се истакне дека во самиот правилник зборот војвода воопшто не се споменува, а војводите се именувани како началници. Исто така, четниците во четите не се наречени четници, туку се едноставно наречени момчиња. Овој строг правилник ги врзувал четите за својата околија заради подчинување на тамошниот месен комитет. Сепак заради честите прогони на власта, четите биле принудени да се движат низ територијата на Македонија, односно да поминуваат од еден регион во друг. Таму, според правилникот, четата морала да се подчини на правилата на тамошниот месен комитет. Сето тоа секогаш не било така лесно. Што се случувало доколку четата и војводите не ги почитувале испишаните правила? За неисполнување на предвидените задачи следувале казни. Казните се движале од укор или протерување од четата или пак од револуционерниот регион, се до смртни казни. Смртната казна за четниците била предвидена во случај да извршат предавство кон поединецот четата или кон целата чета, да оддадат тајни на Македонската револуционерна организација, со своите акции да ја доведат четата во смртна опасност, или пак да покажуваат преголеми амбиции со кои што би ја загрозиле четата. Исто така, смртна казна била предвидена и за дезертерство. Она што е интересно и што вреди да се одбележи е дека откако тие го изработиле овој правилник, го испратиле на одобрување во Централниот комитет во Солун и знаеме дека овој правилник го разгледувале лично Пере Тошев и Христо Матов како членови на Централниот комитет и го подготвувале за хектографирање, што значи да се умножи и да се дистрибуира до четите, за да може да се владеат според него. Меѓутоа, Солунската провола од 1901 година е настан кој што дал можност на османските власти да дојдат до овој правилник. На тој начин, споменатиот правилник, значи, паднал во рацете на османските власти, а тие потоа го превеле на турски јазик и истиот, за да се покаже за својот голем успех во разбивањето на македонското движење, го дистрибуирале до странските дипломатски представништва во Солун, а тие потоа пак извршиле превод на своите јазици и на тој начин, ако се следат архивите од дипломатските представништва, може да се забележат различни варијанти од споменатиот правилник, што во секој случај произлегуваат од единствениот правилник, но не ја доловуваат вистината и содржината на автентичниот правилник. Како и да е, ние денес ја имаме изворната форма на правилникот за четите кој што бил создаден и од тука можеме слободно да вршиме анализа како функционирале четите на македонското револуционерно движење. Токму на овој начин се создала од самиот народ една нелегална армија со прилично изградена воена инфраструктура. Во овој период се поставувало прашањето дали организацијата е подготвена за наскоро да крене едно општо востание. Токму со цел да се одговори на ова прашање, во мај 1903 година во Смилево се одржал Смилевскиот конгрес. За време на Смилевскиот конгрес од мај 1903 година, покрај тоа што беше одлучено да започне востание на територијата на Битолскиот револуционерен округ, беше поведено сметка кој и како ќе го изведе востанието. Во таа смисла е изработен специјален правилник, односно така наречен востанички дисциплински устав, со кој што се регулираат правата и обврските на сите учесници во востанието, почнувајќи од најниско ниво, од секој борец, од секој востаник, па завршувајќи најгоре со највисокиот раководен орган, во случајот тоа беше
главниот штаб на Илинденското востание. Како членови на главниот штаб за време на Конгресот биле избрани Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, а за нив били избрани и соодветни заменици. Меѓутоа, она што е интересно е дека штабот, според востаничкиот дисциплински устав, е утврден како највисок раководен орган за време на востанието и тој е овластен не само да ги води подготовките за востанието, туку да раководи со востанието, дури го има и правото евентуално да преговара со други фактори, како со османските власти или со надворешни представници со востанието. Што значи, кажано на еден поинаков јазик или со поинаков речник, тој има улога на некаков генерал штаб во било која редовна армија. Смртните казни за нив биле најстроги, стапувајќи на сила и во случај на недавање на помош на соседните чети кои се во опасност, непреземање мерки за безбедност, за предавство или за губење на знамето. Веќе во периодот во 1902 година се создаде доволно критична маса и доволен број на чети кои што всушност беа подготвени на своји плеки да ја изнесат Илинденската Голгота. Значи, ако ја го немавме четничкиот институт, ако ја немавме онаа илегална армија, која што условно можеме да ја наречеме илегална армија на Македонската револуционарна организација, воопшто немаше да стасаме до Илинден, а со тоа всушност македонското прашање немаше да биде поставено пред меѓународните сили. По Илинден, странската дипломатија е запознаена со македонското прашање и со тоа целта на МРО е делумно исполнета. Од друга страна пак, животот во Македонија се отежнува. Османлиската власт оформува специјални одреди за прогон на четите, а згора на се појавуваат и српските и грчки чети, кои го подготвуваат патот на поделбата на територијата на Македонија. Со оглед на фактот што по Илинденското востание македонското револуционарно движење западнало во криза како последица на поразот во востанието, истата оваа криза го засегнала и четничкиот институт на македонското револуционарно движење и оттука во престојните конгреси, кои што траат во наредниот период, постојано се разгледува и се утврдува прашањето на четите. Во таа смисла, во периодот помеѓу 1903 и 1905, кога непосредно потоа ќе се одржи Рилскиот конгрес, се одржани бројни околиски и окружни конгреси на територијата на Македонија и практично во сите нив се разгледува прашањето за идната поставеност на Четничкиот институт и за неговата нова улога во новонастанатите и специфични услови по востанието. На крајот на криштата, за време на Рилскиот конгрес е усвоен сосема нов правилник за четите на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација. Четничкиот институт се разбира ќе продолжи да функционира се до крајот на османското владење во Македонија и тој постојано се трансформира од една во друга форма, меѓутоа она што вреди да се одбележи е дека токму низ ова историја на македонското револуционарно движење и низ историјата на четите на Македонската револуционарна организација всушност се таложало едно искуство кое што со тек на времето ќе биде абсолвирано и абсорбирано од идните македонски генерации и ќе служи како инспирација за нив во идната борба на македонскиот народ. Не случајно во текот на Втората светска војна најголем дел од одредите, од партизанските одреди во Македонија всушност се именуваат според имињата на војводите од Илинденскиот, поилинденскиот и пред Илинденскиот период.